периметар на кружница и плоштина на круг. Најпрвин да покажеме што значи терминот кружница, а што значи терминот круг. Терминот кружница представува множество на точки кои што се распределени на еднакво растојание од координатниот почеток, тоест на некој растојание r од координатниот почеток. Значи тоа се сите овие точки што се наоѓаат на оваа затворена крива линија. А додека круг представува множеството на точки на кружницата и множеството на точки кои што се во внатрешниот дел од кружницата со радиус r. За кружница и круг важат следниве формули. Значи, кружницата има свој обем и затоа обемот L можеме да го пресметаме по следнава формула. L еднакво на 2rp, каде што r е радиусот на кружницата, додека p е ирационален број кој што има константна 3,14. Додека плоштината на круг можеме да пресметаме по следнава формула. P еднакво на r на квадрат p, каде што кажавме дека r е радиусот на кружницата, а p е константа. Со тоа ги покажавме овие две основни формули, каде што понатака во математичките задачи најчесто се користат за пресметување на периметар и плоштина на круг. Сега наредно идеме пресметување плоштина на делови од кругот. Значи, освен целиот круг, ние можеме да пресметаме и плоштина на некој дел од кругот. На следнава слика е објаснет еден исечок од еден круг и тој исечок е со некој агол алфа. Линијата која што се наоѓа од каде што се наоѓа кружниот исечок можеме да ја наречеме кружен лак и се означува со L. Аголот што е образуван со тој кружен лак е алфа во овој случај и радиусот на кругот е r. Така да по оваа формула p еднакво на r на квадрат p по алфа врз 360 ние го пресметуваме плоштината на кругот P. За кружниот агол алфа важи следната формула. L е еднакво на rp алфа врз 180. Тоест, ова можеме да го докажеме, да напишеме точно од каде произлегува оваа формула. Значи, видовме дека за периметар на кружницата важи 2rp. Значи, периметарот L е еднакво на 2rp. Значи, за кружниот лак L можеме да добиеме следната формула. Значи 2rp, значи тоа е од целата обиколка на кругот. Сега за соодветниот дел, на пример за неколку степени од тој кружен исечок обележуваме алфа, каде што ги означуваме степените, и врз 360, бидејќи еден круг има 360 степени. Значи, во зависност од големината на алфа, токав ќе биде и кружниот исечок L. Значи, алфа дел од полниот круг 360 степени. Ова можеме да го скратиме и од тука се добива дека L е еднакво на rp алфа врз 180. Значи, еве таа формула од каде доаѓа ова равенство. Сега, доколку го знаеме кружниот лак, тогаш плоштината на кружниот исечок може исто така да се пресмета и со следнава формула. Значи, за плоштината P
е еднакво на L, тоа е кружниот лак, по радиусот врз 2. Или, нели, претходно погоре кажавме дека плоштината на кругот еднакво на R на квадрат π по алфа врз 360. Сега, од тука можеме ние да запишеме пример за радиусот R, да напишеме дека е место R на квадрат, пишуваме R по R, потнатака пута π по алфа врз, а за 360 ќе напишеме два пати дека е по 180. Сега, од овдека, од оваа формула гледаме дека RP алфа врз 180 ни беше еднакво на кружниот лак L. Значи, овој дел тука го обележуваме со L. И од тука добиваме дека плоштината P е еднакво на кружниот исечок L по радиусот R врз 2. Значи, на овој начин ние можеме исто така да пресметаме формулата за плоштина на кружен исечок. Понатаму, доколку ние се дадени во задачата два радиуси, значи за да го пресметаме кружниот прстен, тогаш ќе се послужиме со следната формула. P е еднакво на плоштината на големиот круг, значи со радиус R2, минус плоштината на помалиот круг и помножено со константата π. Бидејќи ние рековме дека плоштината на едниот круг е еднакво на R на квадрат π. Значи, измеѓу прстенот, тој дел што ни треба, значи тоа е плоштината, е како разлика од двата кружни исечоци. Се добива плоштина на кружен прстен.